Благодарам, почитувам председателя, членови на комисијата, почитувам заменик министар. Последниот комисијски амандман за денеска, кој што се однесува на член 36 став 4, се менува и гласи: надоместокот не може да изнесува повеќе од наведениот во став 1, 2 и 3. За присуство на седниците, секретарот води евиденции согласно бројот на седници на кои присуствувале се исплаќа надоместокот. Односно, во членот 36, да појасниме најавно, во членот 36 е наведен износот за надоместокот на председателот, членовите и секретарот на комисијата. Во членот 36 пишува: председателот на комисијата има право на месечен надоместок во висина од 1/2 од просечна месечна нето плата исплатена по вработен за претходен месец на ниво на Република Македонија. Членовите на комисијата имаат право на месечен надоместок во висина од 1/3 од просечна месечна исплатена нето плата по вработен за претходниот месец на ниво на Република Македонија. Секретарот на комисијата има право на месечен надоместок во висина од 1/4 од просечна месечна исплатена нето плата по вработен за претходен месец на ниво на Република Македонија. За на крајот, пресметката на исплатата на надоместокот на членовите и секретарот на комисијата се врши согласно бројот на седници на кои присуствувале. Овој амандман го поднесуваме од едноставна причина што може да внесе мала конфузија, затоа што веќе во самиот член е наведено дека месечниот надоместок се пресметува врз основа на 1/2 од просечна месечна нето исплатена плата, 1/3 за членовите и 1/4 за секретарот на комисијата. За во последниот став 4 да имаме дека се врши согласно со бројот на седници кои присуствувале. Го поднесуваме само со цел да ја расчистиме, да го расчистиме значењето на термините, и се додава дека надоместокот не може да изнесе повеќе од наведениот во став 1, 2 и 3. За присуство на седниците, секретарот води евиденции согласно бројот на седници на кои присуствувале се исплаќа надоместокот. Тоа е нашиот предлог. Ако имате објаснување, ќе ве молам да ни објаснете. Сметаме дека веќе самиот член предвидува исплата на месечен надоместок, кој што не може да биде поврзан со број за присуство на седници. Меѓутоа, ако законскиот текст е во насока, вашиот законски текст е во насока да има што поголем број на седници, при тоа да не се надмине износот, тоа истото ќе ве молам да ни го објасните. На овој начин, кога го читаме вака на прво читање, се создава мала конфузија. И затоа се решивме да го предложиме на овој начин. Ви благодарам.